Утро дури си опијам какаото, ми текна да направам една споредба како беа Звезде Гранда порано, а како се сега Звезде Гранда. Океј. Значи, порано концепцијски Звезде Гранда беше доста поинаку од овие Звезде Гранда што ги имаме денес. Значи, немаат никаква допирна точка. Сега, Звезде Гранда во периодот што ги гледав јас, значи анаму 2007-2008 година, ако се такмича Душан Свилар, Дарко Лазич, Рада Манојловиќ и така натаму, беше доста различен концептот. И беше поедноставен и подобар за гледање од овој што го имаме сега. Тогаш, почнуваја со на песната Звезде Гранда, нове наде, се ја пуштат во позадина таму, некогаш свири. Друго, такмичарите или надпреварувачите излегваја, пееја. Кога ќе допееја, следеше дело со давање на коментари. Жирито беше или пеачи или новинари. И новинарите знаеа да му дат задачи на надпреварувачите, например нешто да рецитираат, да пеат, да глумат и така натаму. Задржваше внимание. И после тоа идеше она. Дале иде, што викаше Саша Поповиќ, и тоа беше тоа. И финалето се одржуваше во, не знам, Ташмајда, некои такви места. И беше поедноставно за гледање. А денес што се сведи Звезде Гранда? Денес Звезде Гранда се сведи на тоа жирито да прави повеќе шоу, а кандидатите да не се толку во преден план. Мислам, гледате што прави жирито, се карат, урлат. Фали уште да земат боксерски на раковици и да си степат. Тоа е. А инаку немаше ментори такви работи во тие сезони, други гледав јас. И заборавив да спомнам дека во тоа време 2007-2008, значи коментарите не се даваја одма, например, пеји надпреварувача, па се дава коментаро не. Туку пееја сите и после одеше дело со коментари.